дојдете во длабокото, им вели Господ на апостолите. Кој е плиткото, кој е длабокото, браќа и сестри? Плитко, обично кога што му стигат нозете, секој сака во вода да се капи. Но малкумина се тие што ќе отидат во длабокото. Светителот кој денес го славиме, Свети Максим, исповедник, да не речам дека отишол во најдлабокото, зашто тогаш ќе биде можеби субјективна мојата оцена, меѓутоа со сигурност дека отишол многу длабоко. Целото учење негово е во длабочината на теологијата, тоа значи во длабочината на животот. Зашто? За да го изјасни, односно изрази некој учењето во длабочина, треба претходно самиот да го проживел. Не е можно да се изрази длабоко затоа што не е проживеано. Може би сум зборувал и друг пат за логосите на битијата, ама едно од најдлабоките учења на Свети Максим е секако за логосите. Логосите се споменати уште кај старите елински философи, но никако немаат форма ваква каква што ги изразува и ги опишува Свети Максим исповедник. Кај Платона, вие знаете дека тие се идеи и по тие идеи некако Господ го создава светот понатаму. И цел на живите битија е да се вратат во царството на идеите. Но Максим исповедник не ги има тие предпоставки. Тој тргнува од она што во суштина го проблематизира секој теолог. Дали се што се случува во овој свет е условено детерминистички, односно некој начин мора така да се случи, и ако не е така, како Господ тогаш може да знае се, а се е веројатно дека ќе се случи? Денес квантната теорија, која почна пред 100 години пред нашево време, опишува дека светот на детерминизмот, како најлесно што можеше да го замисли човекот, и така се опишуваше од времето на Њутон, кој е многу познат физичар, секако, не може да носи само детерминизам, туку носи веројатност дека нешто може да се случи. Таа можност на веројатностите Господ како совршен може да ја познава. Значи да ги познава сите веројатности што може да се случат. И затоа неговото знаење за светот е потполно знаење, ама од друга страна не е принудително. Не е детерминирано ништо во овој свет. Значи Господ да го условува. Тоа се логосите на битијата. Колку рано во 7 век ги видел Свети Максим исповедник, а дури денеска, односно пред 100 години квантната физика, по нешто открива од тоа и го прави наука. Логосите на битијата, како ги објаснува Свети Максим исповедник, се во суштина
логоси, односно логос, значи логика или знаење на Бога, какви се можностите нешто да се случи. И тој по нив, бидејќи ги има тие логоси, да ги има остварувањата, да се случени уште остварувањата. Еве, дека јас ќе проповедам и што ќе кажам, кој знае од вас? Ама Господ знае. Зошто ги знае сите веројатности што мојата слабост може да ги знае. Тоа били свети Максим Исповедник. Господ го знае зашто го знае логосот. Ние во ова време за биолошките знаци имаме еден репер или еден показател, велиме ДНК. Дека по основ на тоа какви ние ДНК, некако одредени ни се можностите од каде до каде можеме и биолошки да живееме, колку години, какви болести да бидеме подложни или некои други биолошки карактеристики. Тоа е многу слично на ова, на логосите на битијата, кој Господ не само по однос на биолошките наши карактеристики кои се познати преку ДНК-та, туку и логосните наши способности ги познава преку логосите на битијата. И свети Максим Исповедник вели секое битие, се што постои, си има свој логос во Бога. И Господ го познава логосот. Ама логосот не е само какво е нештото во моментот, туку какво ќе биде после 100 години, какво ќе биде после 1000 години. Значи ние знае вечноста. Тоа се логосите на битијата. Ама да стигне некој дотаму, да размислува како Господ го гледа овој свет, дека не го гледа во реалноста. Се скоро лесно некој да каже Господ не го гледа светот во реалноста, затоа што пак ја спомнам квантната физика, вели нема реалност. Реалноста зависи од учеството на посматрачот. Нема ништо апсолутно. Тоа е се променливо. Тие можности за променливост ги знае Господ. Милиарди може да се тие, ама и сите ги знае. И сега ако очекуваме еден квантен компјутер, дека ќе може многу од тие веројатностите да ги определи, како е можно, тогаш како не е можно Господ. Ама затоа, браќа и сестри, напредните оци, меѓу кои е свети Максим Исповедник, ги учеле совршените знаења во нивно време. Како што е свети Василий Велики, да кажеме, највисоките школи шетале по светот, денес Америка е познат. Исто како да студирале во Америка, тие студирале во Александрија, да кажеме, свети Василий Велики. Ма тогаш Александрија била најголемиот извор на знаење. Сите ви е позната Александриската библиотека. Најголема библиотека во тогашниот свет била во Александрија. Кога човек ги знае овие работи, се зачудува што свети Максим Исповедник во 7 век ги знае овие работи, 6 или 7 век живеем и ги знае се. И не е негова најважна работа што успева на 6-тиот целен, неговото учење. Тој не е на 6-тиот целен, тој покоен е. Неговото учење дека волјата, моја, твоја, ваша, на било кој, не е согласна со интелектуалните способности, односно со личноста, туку врзана е со природата.
Сечија волја е израз на природата која ја носи некое нешто. Денеска пак ја спомнам квантната физика, вели дека е една најмала честица. Какви што се честиците, оние што ги добиваме во експериментите во ЦЕРН, меѓу Швајцарија и Франција се наоѓа ЦЕРН. Тоа е огромен канал каде се судираат честиците и се создаваат нови. Денес е познато дека има 14 честици такви, заедно со последната, она што викаат Хигс бозон, односно Божија честица. Некој друг пат ќе зборуваме и за тоа. И тие честици имаат слобода, елементарна слобода, одат кај сакаат, никој не може да ги контролира. Сега, ако е така со честиците, како е со слободната волја на човекот? Може да биде контролирана? Не може сигурно. Човекот може да направи што сака. Што сака, ама за Бога е тоа предвидливо. За нас може да не е предвидливо што сака некој и да кажеме дека предвидовме како ќе биде неговата волја. Ама за Бога е тоа предвидливо. Тие длабочини ги носи Свети Максим Исповедник во она време. Кога денес во 21 век крајно малку е познато од тоа. Научно зборувам, е крајно малку познато. Значи, толку векови Свети Максим Исповедник како да зборувал нешто од квантната физика. Зошто? Затоа што тие се надарени, надарени и од Бога откриено учењето им. Не е некое учење што, не знам, самите стигнуваат до него, како денешните научници ќе се трудат, ќе прават нешто и ќе стигнат до некое учење. Ова не може човек сам да го открие. Ова е од Бога откриено. Ама од Бога е откриено заради што имал и предиспозиции и желба, Свети Максим води во длабокото. Не сите сакаат да пливат во длабокото, браќи и сестри. Земете, меѓу нас луѓето сакаат често пати да се разлазат во плиткото. Ама во длабокото кој оди на сред море, пазите. Надолу има кој неколку стотици метри длабочина и тој скока тука да се капи. Сите опасности кои вребаат, дали ќе има животински свет во морето, дали ќе има ајкули со други збори или дали нешто, нема гајле тој. Тоа е пливање во длабокото. На тоа не учат овие големи оци на црквата. Оци кои ни покажале дека историјата на црквата е многу длабока, односно таа е историја на целиот свет. Која ќе ги видиме работите, исто пак ја спомнам квантната физика, како да нема минато во ова што го зборуваме сега, како да е сегашно и како да е иднина истовремено. Значи, во минатото толку векови пред нас го кажал Свети Максим Исповедник, ама како да го кажал вчера, затоа што нема минато за нас, се поминало, поминале векови, ама ние сме го примиле, односно црквата го примила и ние како да е наше се однесуваме од времето од кое сме родени. Милоста Божја, браќи и сестри, нека биде со сите вас. Нека ве чува, нека ве храни во сите на вашиот живот.